Добар ден, драги гледачи, еве на уште едно издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, мотивацијски тренер за личен развој. Денеска ќе зборувам за како да го подобриме ставот. Често пати зборувам за овие теми. Ставот ни го дава квалитетот на животот и колку повеќе сакаме нешто квалитетно да направиме, толку подобар живот мора да имаме. Ако човекот е оддаден на квалитетот, секако ни треба и квантитет и квалитет во животот, но кога човекот сака нештото да го направи квалитетно, тогаш се вложува повеќе и на некој начин и позадоволен од сам себе, водене од дисциплината, водене од етиката, водене од неговите стандарди на квалитет и на тој начин колку повеќе и поголеми стандарди има, колку повисоки стандарди има, поквалитетен живот има поради тоа што се вложува да го направи нештото да биде како што треба. Сега, обично кога нештото ќе го направиме да биде како што треба, ние се чувствуваме убаво. Имате ситуации каде што нештото е направено недоправено, човекот не се чувствува убаво поради тоа што нема висок квалитет и фактички не вложил високо квалитетна енергија за да го постигне тој висок квалитет. Така да многу е важно да имаме став да го направиме нештото да биде квалитетно. Мора да ни е важно нештото да го правиме квалитетно, да биде квалитетно. Поради тоа што ако ни е важно нештото да го правиме квалитетно, исто така ќе имаме и истрајност да направиме нештото да биде квалитетно. Но ако имате луѓе кои што не има важно нештото да бидат квалитетно направени, да има висок стандард, гледате, нема ни да се вложи толку многу со својата енергија нештото да го постигне, нештото да го направи како што треба. Така да мислам дека е многу важно да ни е важно каков квалитет на нашите продукти во животот ние даваме. Разни продукти може да имаат луѓето, може да има продукт едноставно на работното место, нешто конкретно за кој што тој е стручно обучен, може да му биде продукт на некој менаџер, раководител, да има хармонија во неговиот тим, заедно со високо квалитетните продукти да бидат isproducirани, така да секој си има свој продукт во животот. Може би продуктот на некој студент е да има добри оценки или уште поважно да разбере тоа што го учи, без разлика на оценката, но обично и кога го разбира и си доаѓа и самата оценка, поради тоа што разбирањето исто така е едно високо квалитетно вложување. Се вложил студентот за да разбере и на тој начин и се чувства многу подобро. Така да, ако ни е важно нештото да биде квалитетно, обично имаме истрајност. Истрајноста ја нема, поради тоа што на човекот не му е важно дали нештото ќе биде квалитетно или не. Имате некоја ситуација каде рече, ајде само да се заврши работата, гледате, немаме ни фокус. Ако ни е важно, имаме фокус. Колку повеќе фокус имаме, толку повеќе јачини имаме, поради тоа што знаеме точно што сакаме, прецизни сме во квалитетот. И имате многу примери за ситуации каде што имате некој раководител, некој менаџер, некој собственик, некој кој што е лидер во некоја група кој што инсистира на квалитет, можеби на почетокот и не годуваат вработените или тимот со кој што тој соработува или работи, но кога ќе се постигне успехот, обично сите знаат да го пофалат и го ценат, баш поради тоа што се цени високиот стандард и високо квалитетно завршената работа. Така да мислам дека е многу важно човекот да знае што сака, да знае кој е стандардот, да го зголеми стандардот постојано, поради тоа што гледате, колку подобар продукт ние даваме на околината, толку повеќе и награда ќе добиеме за тој високо квалитетен продукт. Ако имате некој продукт кој што не е како што треба направен, едноставно луѓето нема да го ценат и нема да го сакаат. Така да е многу важно, но ова е секаде може да го примениме. Гледате, можете да имате ситуација каде што имате човек кој што има високо квалитетна позитивна енергија, има високо квалитетна комуникација, има високо квалитетна желба за разбирање на другиот човек, затоа што и тоа е стандард. Ако има некоја комуникација, пример во домот или на работното место или помеѓу пријателите која што е недолична, тоа е поради тоа што луѓето не се посветени на даден тип на стандард за даден тип на комуникација. Едноставно имате луѓе кои што ќе речат, види, оваа комуникација не е за мене, јас сакам високо квалитетна комуникација, и тој вообичаено и успева да дојде до тој стандард на високо квалитетна комуникација. Иако, пак ќе кажам, не сите околу нас го имаат истиот квалитет за комуникација, нели? Или истиот квалитет за енергија, пофалба. Колку често зборувам за пофалба, за награда, за препознавање на нешто добро што човекот го направил, и тоа е висок квалитет на енергија. Замислете, имате некој направил нешто што е преубаво, другиот воопшто не го гледа
Гледате, немаме висок квалитет во препознавање дека другиот човек направил нешто исправно, добро и вредно. Затоа што и на тој начин можеме да ја гледаме нашата квалитетна енергија. Некој човек направил нешто како што треба, ако не имаме високо квалитетна перцепција, високо квалитетна енергија, разбирање за колку е важно на некој човек да му се даде пофалба и вреднување за нештото што го направил, гледате, ќе имаме високо квалитетна релација и на тој начин обично имаме и високо квалитетна комуникација. Така да стандардот на она што ние го работиме и стандардот и високиот квалитет на она што ние го твориме во животот, обично ни дава посветен и убав живот. Поради тоа што имаме насока, имаме правец и имаме контрола врз животот. Како да ја зголемиме контролата врз животот? Да се устручниме у нешто кое што го сакаме, ама да се устручниме да бидеме најдобри. И со тоа знаење, со тоа разбирање за тоа што ние го продуцираме, да се вложиме и да го дадеме најдоброто од нас. Поради тоа што тогаш имаме убав живот. Ако го дадеме најдоброто од нас, тогаш едноставно што останува? Универзумот да не изненади со позитивните работи. И ако човек се вложил и знае дека се вложил, он нема зашто после тоа да се, ајде да не речам кае или да едноставно се себе прекорува дека не се вложил. Ако го живееме животот на тој начин, нели, да се вложиме, да го дадеме најдоброто и кога околината не гледа, и кога околината не го очекува тоа од нас, поради тоа што ние го очекуваме тоа од нас, поради тоа што ние се себе цениме, и ако ние дојдеме да продуцираме и да креираме и да твориме со високи стандарди и со високо квалитетна енергија, нема шанса да немаме добар живот. Наредно нешто за кое што сакам да зборуваме, како да го направиме животот да не биде светол и убав. Видите, кога човекот е поврзан со вистината, кога човекот е поврзан со вистинитоста, вистинитоста е како стварно е, вистинитоста е на некој начин еден тип на реалност. Ајде да земеме еден пример каде што имате некој вработен или некој фудбалер, кошаркар кој што се себе понижува, дека не го бива за ништо, дека не е добар, дека е катастрофа. Гледате, тоа е реалност која што он ја прифатил. Зошто он ја прифатил таа реалност, можеме да претпоставуваме. Може би имало околина која што го критикува, може би дошол во ситуација каде што промашил еднаш или два пати или направил некој проект кој што не бил успешен на работното место и констатирал погрешно. Гледате, донел некој заклучок кој што уствари не му користи во неговиот живот. Поради тоа што донел заклучок и став за себе си кој што уствари не е вистинит. Поради тоа што сте видели ли луѓе кога ќе ги критикуваат многу, кога ќе ги омаловажуваат, кога ќе ги караат, кога ќе на некој му викаат многу. Гледате што се случува со неговата енергија. Мислите дека тој станува посветол како човек, како лик, или се затемнува? Мислам дека се затемнува. Поради тоа што како прво се повлекува од животот и постоењето. Сега, ако еден човек има заклучок и став за себе дека не го бива и дека не е добар, тогаш тој се ја затемнува собствената енергија. Мораме да имаме идеја дека сме добри и дека не бива и дека можеме уште повеќе да станеме добри и можеме уште повеќе да научиме и да развиеме уште повеќе способности. Ама ако некој човек трне со идеја дека не го бива и дека не е добар, тој прво ќе нема сигурност, ќе нема самодоверба, нема да знае, ќе одлучи да не знае. И кога човек одлучува да не знае, тој се повлекува. Сте виделе некој човек кој што има сигурност, самодоверна и знае, сака да знае? Ја би рекол сака да знае, поради тоа што гледате да сакате да знаете е одговорност. Имате некој човек што не сака да знае, тој се повлекува од одговорноста, но не креира повеќе простор, не создава повеќе простор, помалку е одговорен. Кога човекот станува помалку одговорен, он почнува да се повлекува малку од животот и почнува да си ја затемнува собствената енергија. Тоа е како сијалиците на светлото, знаете, со потенциометар, нели кога има потенциометар на светло, како малку и малку го затемнуваме светлото, човекот се научува на таа реалност, на таа темнина, иако може да го пушти светлото малку да појако. Кога се однесува за светлото, на некој му одговара потемно светло, некој му одговара амбиентално светло, некој му сака светло. Не е важно, само споредба е. Но исто е со душата. Кога еден човек почнува да користи лага за себе, а лага е дека не го бива, дека не е добар, дека не знае ништо, тоа е лага. Тоа е поголема лага отколку што е вистина, поради тоа што на тој начин он почнува да оди во некоја негативност и почнува да затемнува. Ете, не е светол, не е бистар, не е со вниманието надвор, не е екстровертиран. Екстровертиран значи вниманието му е надвор, поради тоа што сака да постигне нешто, сака да има некоја цел, сака да се вложи во нешто, не он се повлекува. Зошто? Поради тоа што користи лага за себе. Ете,
Не е убаво да се лажеме себе си. Ја не викам да дојде човек во ситуација каде што само он се вреднува себе си, он е најдобар, другите никој не се добри, поради тоа што и тоа е лага. Она што е вистина е дека ние сме добри, другите луѓе се добри, дај да ги направиме нештата подобри. И ако нештото не ни чини и не ни се свиѓа во околината, ајде да преземеме одговорност да го поправиме. На тој начин ние не сме под влијание на околината. Околината е под влијание на нас. И колку ние повеќе ја контролираме околината со тоа што ја коригираме на поубав начин, толку повеќе ние ја сакаме околината и толку повеќе сјаеме. Затоа што ако видите некој човек кој што има самодоверба, сигурно знаење на здрав начин, нели? Обично тој човек што има сигурно самодоверба и знаење и он сака да го сподели тоа знаење на околината, он не е исплашен, нема да го споделам моето знаење, сакам другите луѓе помалку да знаат, сака другите луѓе помалку да знаат од него. Не. Тој човек обично и нема сигурност и самодоверба, има надпреварувачки друг со други луѓе, што укажува на тоа дека не е сигурен во сопственото битисување, постоење и мисли дека некој ќе му ја земе работата или некој ќе биде над него и така натаму. Па што е ако луѓето се над нас? Има луѓе кои што повеќе знаат од нас, ама ако ние не впиваме од тие луѓе што знаат и сакаме да научиме, ние не можеме да се подобруваме. Но гледайте, кога има човек кој што има вистинска сигурност, самодоверба и знаење, тој обично го дели тоа знаење и на тој начин ствара, пак креира светлина, поради тоа што го споделува знаењето со другите луѓе. Ете, споделува еден убав тип на енергија, поради тоа што не е повлечен од животот. Поради тоа што он го креира и го твори животот. И обично зошто е тоа така? Поради тоа што има позитивен став за околината и за постоењето. Може би во некој двор или не знам во некој парк имате две опции. Едниот човек ќе почне да негодува цело време зашто е тревата вака, дрвцата се. Друг ќе рече, дај да видиме што можеме да направиме во врска со дрвцата, дај да видиме нешто да направиме во врска со тревата. И што се случува? Тој доаѓа повеќе во едноставно во релација со таа околина и почнува да ја чувствува поубаво, отколку некој кој што постојано негодува во врска со околината. Имате луѓе кои што се научени можеби да негодуваат, поради тоа што, знаете, кога човекот во сопствениот ум и во животот ќе собере минуси како искуства, он почнува да ги гледа минусите во животот. Но кога имате некој човек кој што гледа минуси, он ги храни сопствените минуси од неговите искуства. Кога човекот насобрал негативни искуства, негативни спомени, он почна да бара негативност во околината. Но за тоа зборува претходната емисија. Ако човекот се насочи на позитивното во околината да го бара, ќе ги неутрализира и влијанијата на тие негативни искуства кои што човекот ги има насобрано можеби во него. Поради тоа што ако имате човек кој што е, ајде така да речам, негативен или поисправно собрал некои негативни искуства во неговиот живот, он почнува да гледа и да толерира негативно. Ќе почнува да се конектира со негативни информации, ќе почнува да се конектира можеби со негативни луѓе и така натаму, и едноставно таа негативност почнува да се шири и да продолжува. Па сака да збори за негативноста. Едно од работите кои што човекот може да ги научи е да не збори за негативноста. Прво да не се поврзува со таа негативност околу него, за не се ги храни своите негативности кои што му се случиле во неговиот живот, и второ е да едноставно не го кажува тоа. Едноставно да одлучи дека нема да збори за негативност. Знаете, луѓето се многу брзи да речат дека они сакаат да се вистинољубиви и дека сакаат да се реални и дека они не сакаат да се лицемери и дека го гледаат негативното и мора да го кажат негативното. Но ако некој човек постојано само го гледа и кажува негативното, а не гледа ништо позитивно, тогаш тоа не говори најдобро за него, поради тоа што мора во околината да има и позитивни работи. И ако човекот почнува да гледа позитивност, па и да убаци некоја негативност, тоа е поголем факт и поголема реалност, отколку некој човек да гледа само негативност. Затоа што негативноста на некој начин го стишува светлото на постоењето и ја стишува светлоста на душата. И не само на неговата. Туку со самите тие негативности и критики, полека, не сакајки, затоа што како вистина е дека ако и некој песимиста го прашате за нешто, он ќе рече дека е само реален. И оптимистот ако го прашате за нешто, он ќе рече само реален. Поради тоа што различно одбираат да гледаат. Што човекот одбира да гледа зависи од неговиот став. Поради тоа што ако човекот има став Скопје е прљав град, ќе ги најде сите прљавштини.
ако некој има идеја дека другарите не го викаат за, не знам, за некои настани или да го викнат на кафе и така натаму, он ќе го бара тоа, он ќе ги бара сите моменти кога е можеби обесправен затоа што не го викнале поради тоа што тој му е ставот. Но гледате, човекот со негативен став он не може да го подобри животот. Негативниот став доаѓа од негативен заклучок. Гледате зашто? Поради тоа што зборот заклучок значи нештото е заклучено. И човекот кога ќе го заклучи нештото, он после тоа не почнува да го сомнева сопствениот негативен став. Он верува во негативниот став. Он го зима дека е факт и со тој негативен став и негативен заклучок продолжува да делува во животот, ама ако заклучокот е негативен, тогаш делувањето секако на таа тема не може да биде премногу позитивна, поради тоа што заклучокот е идеја, на некој начин е одлука, е став дека човекот ќе оди на тој начин. Заклучоците, гледате, заклучокот фактички кој што е негативен, тоа е 100% безбеден став. Ајде да не речам 100% безбеден став, ама гледате, ако има некој човек став дека мора да е све безбедно. Имаме ситуација каде што една девојка имала едно момче, друго момче, трето момче и се она заклучила дека не може да верува на ниедно момче. Гледате се, тоа е безбеден став. Тоа е сигурен став. За неа и тој став за она да биде безбедна, у наводници, најдобро е она да биде сама. Ама тоа е уствари неубав живот. Сега, она, добриот став има некој тип на ризик. Добриот став има некој тип на ризик. Она, ако има став, во иднина ќе најде некој момче кој што ќе биде подобро од тие тројцата претходни, гледате, она се впушта во ризик да искуси уште една релација. Некој момче, може би имало дадена ситуација каде што отишол на едно интервју, второ, трето интервју, донал заклучок погрешен дека интервјуата се наместени секогаш. Сега што се случува? Он има безбеден став, затоа што сега он не се сомнева во себе да рече да ги подобри малку комуникацијските вештини, можеби да научи повеќе во врска со интервјуата, не. Он вели наместени се сите интервјуа и гледате, у наводници безбедносниот став му е веќе да не се обидува да бара работа, поради тоа што тоа е опасност, поради тоа што може повторно да биде изгорен, затоа што 3 интервјуа едноставно не успеале и сега он почнува да има некој тип на став дека треба да се повлече од тие интервјуа, поради тоа што на тој начин нема повторно да се изгори. Но гледате, тоа е безбеден став. Животот мора да има некој тип на ризик за да биде живлив. Ако животот нема ризик, он не е живлив. Гледате, ако некој човек сака целосно да биде под сигурност дека ништо негативно, ништо лошо нема да му се деси, тој човек нема да излезе од дома, тој човек нема да верува, нема да се надева, нема да сака. Ние имаме преубав празник вера, надеж, љубов, не? И да веруваш има ризик, и да се надеваш има ризик, и да сакаш има ризик. Сега животот за да е живлив, он мора да има еден тип на ризик. Ете, ако човекот во себе не е волен да има некој тип на ризик, не може да го живее животот. Животот е многу живлив и е многу убав ако имаме ризик, поради тоа што на тој начин имаме и некој тип на непредвидливост, но тоа е паметен и позитивен ризик, не е глупав ризик кој што ќе го однесе некој човек у целосна деструкција, неморал и неетика, него е конструктивен ризик како што е некоја позитивна убава цел, верување, надеж, визија, цел, план. И да се острушни себе си, да се подобри себе си, да се поткова со знаење, способности, едноставно да вежба, за да може да стане уште појак како битие, како енергија, за да може да го постигне тоа што го зацртал. И не да се откаже на секој разочарување прво. Разочаран, зборот значи не е веќе човекот очаран, не е воодушевен, не е восхитен. Разочарувањето не помага. Она што помага е истрајноста и вербата во квалитетниот продукт и квалитетната цел, која што уствари еден тип на наша мисија, еден тип на наша голема визија. Колку планот, односно визијата и целта е поголема, толку повеќе не повлекуваат и не мотивираат да отидеме да го постигнеме нештото. И малите цели се многу важни, поради тоа што како ги постигнуваме тие цели, па собираме само доверба и сигурност за да можеме да продолжиме кон поголемата цел. Но кога човекот има мисија, а нема цел, тогаш едноставно е воден од некое, можеби и уште повозвишено делување и затоа што верува и поради тоа што е одлучен и поради тоа што не се сомнева во тоа, почнува да ги постигнува работите на многу по-лесен начин и при тоа да ужива во тоа што ќе го постигне. Ви посакувам ден и викенд исполнет со убави цели и се гледаме повторно за една недела. Пријатно!